Колегата Чупевски го пративме на скијање, таму каде што е најсреќен и таму каде што се припаја кога станува збор за спортот. Да, во својата природна средина, не дека не му одговара тука утринскава програма и не дека му е лошо со нас, меѓутоа спортот си е спорт за него, така го знаат и поголем дел од гледачите. Шарпланински куп после години и години пауза на Попова шапка. Ние Бранко, веќе втор ден поред. Бранко, добро утро за тебе. Ние пред 3 часа пред да почне емисијата кажавме дека ќе провериме и преку тебе дали има снег на шапка. Како е во моментот? Има снега, веројатно и дува капа гледам. Ова е Бранко? Бранко, да, ти ова си? е Бранко. Е, добро, повели. Две капи, глед. Добро утро, колеги, добро утро, Кристина, добро утро, Ване. Добро утро на сите колеги во Македонска телевизија. Поздрав до екипата на МТВ што е тука на терен, Роберт Божировски снимател, од колегата Гора Милковски. На Попова шапка сме, гордоста на скијачка Македонија, Шарпланинскиот куп по 12 години пауза се врати во етер, како што би рекле ние новинарите, нели? 41-то издание застана некаде на јубилеот, меѓутоа е повторно не може да кажеме во полн сјај, меѓутоа солидно се враќа на програмата Шарпланинскиот куп. Сите што се тука се задоволни. Вчера имаше еден надпреварувачки ден, односно првиот, денеска е вториот на програмата. Исто така се возат две слалом трки во машка и во женска конкуренција. Едноставно се е прекрасно тука во однос на скијањето, а за тоа какви се условите, какви се резултатите и колку се задоволни од скијачката федерација, разговараме ова утро. Вчера разговаравме со Дејан Пановски, председателот, ова утро со секретарот, генерален секретар Борче Јаневски. Добро утро. И на почетокот прашањето како се задоволни прво од условите што ги има тука на шапка? Па условите беа предизвикувачки, морам да кажам, бидејќи и вчерашниот ден и денешниот ден имаме високи температури, дури и во текот на ноќта беа високи температурите, меѓутоа имаме одлична работна екипа со помош на која фрлавме сол и успеавме да го направиме надпреварот да биде во најдобар ред. Ги имаме и првите победници. Задоволни сте од постигнатото, од резултатите, од времето, од тоа како се однесуваа учесниците? Да, јас мислам дека одлично помина, све помина во најдобар ред, пред се немавме повреди. Поголемиот дел од учесниците ја завршија трката. Имаме победниците во машкиот слалом е Стоилов Константин, Симерџиев Марко од Бугарија. Најдобро пласиран македонец е Мирко Лазаревски, кој што се пласира на 4-та позиција, беше втор после првото возење, меѓутоа после второто возење заврши на 2-та позиција. Во женска конкуренција имаме победникот е од Косово, Дева Лирика е на првото место, на второто место Паул Мија од Бугарија и Попович Арба од Косово е на третото место. За жал Ева Милевска беше дисквалификувана во втората вожња на последната капија, меѓутоа тоа се случува во скијањето. Се надевам дека денеска ќе постигне подобар резултат. Да, ќе ги видиме настапите во репортажата што ја подготвила Македонска телевизија и спортската редакција и утринската програма. Генерално само низ една реченица, колку сте задоволни од она што се случува тука овие 2 дена, вие како федерација, дали ги оправда очекувањата шапка, дали снегот е доволен, дали условите се во ред, барем за сегашниот момент? Апсолутно, мислам, голема поддршка имаме од скијачкиот центар Попова шапка, кој што нисле се безрезервно со работка, со поддршка за овој настан. Шарпланинскиот куп и за Македонија, и за скијачката федерација, и за целото скијање на Балканот е од огромно значење. Како што сами знаете, тоа е првиот и најстариот настан на Балканот и се надевам дека традицијата ќе продолжи. После пауза од 10 години продолжуваме понатаму. Мислам дека и денеска ќе имаме одлична трка, како што гледате денеска времето е мирно, тивко, малце е повисока температурата од него од тоа што сакаме ние, меѓутоа јас мислам дека ќе имаме добар надпревар. Благодариме многу поздрав, да имате добар надпревар и посакуваме и ние. Еве ги звончињата популарни се тука и сега скијачите велат температурите се високи, а обичните луѓе што велат? Ракавици, 2 капи, една јакна, уште една виндјакна, како и да е на македонски, полна заштита. Подготвени сме за предизвикот, чекајте не колеги, доаѓаме утре во емисија со скијачите, а в понеделник или вторник ќе видиме како ќе имаме време да подготвиме, ќе емитуваме и репортажата во рамките на утринската програма. Не е лошо колегата Божиновски да престана
скијачките звончиња во овој момент кога сакавме да свртиме со камерата, меѓутоа ќе го видите тоа од она бекап камера, making of популарно кажано. Толку од шапка за сега, колеги. Бранко, те молиме да се чуваш, немаме време за пауза, ниту пак двојно ни се работи деновива. Нити планираме да даваме боледувања, Бранко, и кога ќе доаѓаш утре во телевизија, обавезно без овие маски, вака, без капи, без толку капи, да може да те пушта доле обезбедувањето, не те познавме ни ние сега, да. Убав ден, убав помен.